Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петрески. Добро утро, почитувани гледачи, добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. До кога ќе стојат возовите на македонските пруги? Прашања кое многумина си го поставуваат деновиве поради штрајкот на машиновозачите. Да си кажеме ова утро на оваа тема. Гости во студиото се Маријан Ристевски, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, и Тони Димовски, председател на Синдикатот на машиновозачите во Македонија. Господа, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Има некакви најави дека денеска ќе биде исплатена половината од февруарска плата, која беше непосреден повод за вашиот штрајк, прекин на работа. Дали возовите ќе ги пуштите во погон денеска? Значи, првен да кажам дека ова не е штрајк. Значи, ова е бојкот на машинскиот и извршниот персонал. Во бојкот ќе бидат машиновозачите и машинскиот извршен персонал, се додека не се исплати платата за февруари втор дел и сега веќе вчера на 10 требаше да се исплатат и патните трошоци, популарно кажано километарот. Според некои информации вчера дел од возовите почнале да сообраќаат. Дали имате таква информација поради ветувањето дека во текот на денот денеска ќе биде исплатена таа плата? Да, имам таква информација. Зашто става збор? По барање и притисоците на комитентите за тие што возиме, например како Коско, Макстил, Митал, бидејќи тие имаат многу големи загуби, по замолување на новиот генерален директор, кој што сега во моментов воопшто не е виновен што се случува во ЖРСМ Транспорт, па не замоли 2-3 воза да се договориме, да пуштиме да се повлечат, за да може за вториот дел за март да може да исплати и мартовската плата. За да може аванс да бара за... Така, и останувате на верување на ветувањето дека ќе биде пуштена платата и заради тоа само дел од возовите? Договорено е само овие 3-4 партии што се пуштени, доколку денеска не ни биде исплатена февруарската плата и патните трошоци, значи тие колеги ќе се повлечат назад и ќе продолжиме со бојкотот. Маријан, вие како Конфедерација на синдикални организации во Македонија ги застапувате и машиновозачите од МЖ Транспорт. Бојкот или штрајк? Еве, Тони вели бојкот, меѓутоа факт е дека 11 или повеќе денови во Македонија немаше железнички сообраќај, беше во прекин. Не е ни толку важно како ќе го крстиме тоа, меѓутоа факт е дека возовите не сообраќаа, немаше ниту патнички, ниту товарен сообраќај. Видете, значи, како што кажате вие, факт е дека од денеска е 12 ден, не се одвива железничкиот сообраќај и јас подолг период сум во синдикатот, поготово железница, вакво, значи, незаинтересираност, ваква ароганција, вакво баш и бузлук, да кажам, немам осетено, немам видено. До сега, значи, се случувало, имало периоди кога железница не работела, дали бојкот, дали штрајк, верувајте, председател на држава доаѓал. Ние единствено имаме остварено средба со колегата Тони. Прошлата недела бевме во Министерство за транспорт и бевме примени без разлика, ние разговараме со секого на највисоко ниво, до сега државниот секретар во Министерството за транспорт и со шефот на кабинет. Значи ова веќе
А револтот еве кој ќе искористам ова емисија, не само машиновозачите, во состав на конфедерацијата кај нас има синдикати кои и од инфраструктура, кај што се отправници на возови, кај што се има и друга категорија на вработени, кај што се машиновозачи, како што кажа, правници, маневристи, прегледачи. Железница е еден систем кој што не може да функционира. И сега нашите последни информации, баш сега со колегата разговаравме, говорат дека денеска може би да се исплати плата само на едното предпријатие на транспорт. Еве додека тврдам, значи, доколку се случи тоа, само да се исплати на машиновозачите, да не се исплати во, значи да се исплати во транспорт, да не се исплати плата во инфраструктура, ви гарантирам дека џабе ќе биде тоа, нема да се одвива железничкиот сообраќај, поратаму ќе биде блокиран, сега да кажам, од другото предпријатие инфраструктура каде што се категорија на вработени, на отправници, на прегледачи. Сега вика од Сабајде стапуваме во контакт и они веќе оваа информација се шири. Точно се шири за овие возови што се пуштени. Ајде кажуваме на добра волја да кажеме и ние зашто може да се деси, разбирате, железница е еден систем кој што не може да функционира ако нема добра соработка меѓу двете компании. Можеше да се случи ноќеска, бадијала они ќе возат доколку нашите вработени во инфраструктура речат не може и ние бараме плата. Го направивме тој гест на добра волја, очекуваме да видиме денеска што ќе се случи и меѓутоа каде е март, што правиме мартовска плата. Добро, велите игнорантски однос, Тони вели новиот директор на МЖ Транспорт не е воопшто виновен, тој не замоли и ние на добра волја. Да. Кој ве игнорира сега кога велите игнорантски однос? Па видите, јас разбирам новиот директор сега не може кој да дојде најдобриот експерт што е за железници од светот да го донесат. Влегува човекот во време на штрајк и не може. Меѓутоа владата, каде е министерот за транспорт? Каде се ресорните министерства од владата? Каде е премиерот? Зашто нас цело време, јас не сум од вчера во железница, цело време не лаже. Се сеќавате какви штрајкови правевме, избрка луѓе кои што денеска се осеќа нивното дека не се присутни, по 700 луѓе од денашка, 300 луѓе се брка, се направи трансформација, обеќаа дека ќе се случи, ќе оди железница напред. Железница е сведена. Да, верувајте, страв да го фати човек. Ајде, полека ќе зборуваме и за условите за работа во железница. Соред, што е вашето барање? Само исплата на февруарската плата? Нашите барање моментално се исплата на плата. Имаме барање за покачување на вредноста на бодот за 30% на сите вработени и имаме побарано за вработување на 40 машиновозачи и вработување на извршен персонал, како кондуктори, маневристи, возоводители, пошто и од тие бранши нема повеќе работници, многу мал кадар има на вработено. Што од ова, ако биде исполнето, ќе биде запрен бојкотот или штрајкот? Значи, за сега имаме ветување од нашиот нов генерален директор, што е дојден пред 15 дена, може нема ни 15 дена. Имаме ветување дека од која ќе се исплати платава, сега и патниве трошоци, до 24 ни ветува дека ќе отпочнеме со преговори за покачување на платата за 30%. Покачување на бодот за 30%, да. Во превод значи покачување на платата за 30%. Така е, да. Пошто бодот се рачуна со коефициентот што го земаме сега за машиновозач. Моментално е 3 коефициент, се рачуна со вредноста на бодот, плюс има 1,151 се рачуна за храна и превоз и скача основна плата да искача 20.294 денари. Колку е сега платата на машиновозач? Основицата на машиновозач 20? моментално е 20.294 денара. Без надоместоците, нели, ноќна работа во недела, празници и ред други работи. Маријан, вие дали ова барање за покачување на бодот, односно зголемување на платата за 30% важи и за вработените во МЖ инфраструктура? Да, ние веќе разговараме со нашиот директор за покачување, одредени покачувања веќе имаме договорено, дали ради состојбата сега што е во ваква како што е во нефункционира железничкиот сообраќај, тие работи ги оставивме. Основно барање сега не е плата, покачувањето секако со мартовската плата бараме и на назад се исплати. Колку е просечната плата во МЖ инфраструктура? Ако машиновозачите добиваат 20.000 основна плата, колку добиваат вработените во МЖ инфраструктура? Па тука сме некаде со плата, верувајте сите слично. Значи 60-70% во ЖРСМ транспорт сега моментално вработените земаат испод минимална плата. Ме разбирате?
министерот еднаш на телевизија го слушнав, кажа основицата на платата да не биде испод 20.179 денара, мислам дека беше, или 5. 175. Значи, бодот што кај они бара се, знаете што, проблем е и ние стално го кажуваме меѓу себе колегите, не смееше да се дозволи што се подели железница. Гледате какви сега имаме проблеми практични. Ние укажувавме уште тогаш како вработени. Ние сме ние како полските железници, не знам кој што има вработено 100.000 вработени. Двете компании заедно не сме некаде околу 1.800 вработени. И замислете сега, две компании, поврзани садови, еден без друг не може да функционира, а направија два директори, два надзорни одбори, два управни одбори, трошкови дополнителни, тотален хаос настанате во железница, не се инвестирало. Кај нив замислете, железница, за 5 години, ако не се лажам, 7 директори се променети. Што ви говори тоа? Ние кога бевме на последен состанок, јас бидејќи учествувам на социјално-економски совет и таму го отварам ова прашање. Железница е оставена сама на себе и тоа не смее да се случи. Гледате што се случи во Грција. Пола влада падна бидејќи за една таква за таа сообраќајна несреќа што се случи. Сега и колегите од Грција кажуваат баш тој простор на пруга бил недоволно финансирана сигнализацијата. Зборуваме за одржувањето на пругата во Македонија. Ај прво да расчистиме со бројот на вработени и платите. Велите 1800 се заедно. Двете компании. Колку има во МЖ транспорт, колку во инфраструктура? Испод 700 вработени сме. Кај, значи повеќе се во инфраструктура. Не, ние сме околу 800 и нешто, ако се они 800 и нешто, значи се извинувам, тогаш 1600 сме. Бевме 1800. Значи тоа што говори, нонстоп се отпуштаат, не се примаат на вработени. За неупатените можеби изгледа оваа бројка и многу, со оглед на бројот на возови кои сообраќаат низ Македонија. Да, меѓутоа остана само возот до Битола, ако не се лажам. Добро. Не сообраќа возот до Кичево со години, не сообраќа возот до Кочани. Нема воз кон Косово, нема воз кон Солун. Нема кон Белград. Нема кон Белград. Значи, јас се само до Битола. Имам Битола, Гевгелија, Табановци, тоа 1600 вработени можеби се и многу за нивото, за обемот на железнички сообраќај кој го имаме или не? Видете, или нашите може да кажеме дека грешите, бидејќи ако се има во предвид праксата што кажува на секој километар по два вработени да има, тука сме некаде, значи во рамките треба повторно да се и гарантирам дека треба да се примат персонал. Имаме 700 километри пруга. Значи ако имаме 700 километри пруга, треба да има 1400 вработени. Да, тоа само во инфраструктура. За одржавање на пругата, а ова транспорт е сосема друго. Они си имаат влечни се возила, влечни средства, вагони, значи они се друго. Во инфраструктура треба пругата кога се одржува треба да има на 700 км по 20.400 убаво кажавте. Направивте паралела со трагедијата во Грција, големата железничка несреќа што се случи во земја на Европска унија, која си го дозволи тоа поради неодржување на пругата, односно несоодветно одржување на пругата. Сега вие велите железницата во Македонија е во катастрофална состојба. Не слушам дека меѓу вашите барања, ни сега за време на овој штрајк или бојкот, ниту пак претходно, дека едно од вашите барања е да се заменат праговите кои и по признание на вашиот директор не се заменети половина век. Зошто не побарате санација на железницата? Зошто не го ставите во барањата за штрајк и реконструкција на делот под пругата Скопје-Велес, каде што брзината на возовите е ограничена на 20 км. Видите, значи ние секојдневно кога имаме тие состаноци на неделни или дневни или месечни со директорот, вработените кои што се одговорни за одржување на пругата кажуваат. Меѓутоа до сега сме добивале од сите, тоа не е ваша работа. Ваша работа е само да работите, меѓутоа политиката е тера државата. Ја гарантирам, како што кажав, повторно ќе се навратам. Недопустливо е директори за 5 години 7 да има. Тоа што ви говори. Јас стално им кажувам. Политика, јас може да разбирам политика, може да не разбирам политика. Не смеете железница да ја оставите на партиите како јавно предпријатие за подкусурување, за делење на функции на политичари. Гледате до кај се сведовме. Жално е ова, луѓе. Па најдобрите експерти да тамам ќе запозниме ние некој директор, ќе свати што е железница, ако свати, некој сваќа, другите не може да сватат. Елиете ќе свати што е железница, одеднаш кога тој директор не постои, нов. И ние само кажуваме и резултат на тоа е ова. Што викате вие нема возови, јас ви гарантирам, машиновозачот, имаат одговорна работа, отправниците, да не ги минувам сите колеги нека ми извинат. Они се спремни денеска, значи ние нашите вработени се и на Кочанска пруга, и на Кичевска пруга, нека рече владата, нека донесе политика да се вози со железница, како што има политика. Не може гледате патишата упропастени. Нека кажат камионски превоз, нека, значи државата не повторно можеби се повторам, не води рачун да пушта денеска 50 воза, 50 ќе ги обслужиме ние. 100 воза 100.
Ме разбирате? Што треба ние да одиме да бараме работа? Дај сега кај компанијата немој да возиш ти со ова, дојди со нас. Па за тоа има луѓе платени. Кога велите пругата не чини, треба да се реконструира и ви велат не е тоа ваша работа, вие гледате си е вашата работа. Прашувате кој би бил одговорен во случај на не дај Боже несреќа? Ама еве ние Кој ќе биде одговорен ако нешто се случи? во нормална држава ако се случи како Грција треба да падне пола влада. Еве кажувам јавно. Гледате во нормални држави кога има некоја сообраќајна несреќа кој си ја зема одговорноста. Што да стане, останало 4 сабајле, отишол возот го земал, дали работи, дали не, дали има грејење, по тие услови го носи до Гевгелија, се враќа назад, очите стобанки на секој 500 метри има сигнал, дали е зелен, дали е црвен, отправникот го чека, цела ноќ сме на работа на минус 40, на плюс 50 летно време. Што сакаат од железничарите? Па ако не се ние што останаме неколку сад да не се ставам ја во, меѓутоа су горцум што овие колеги што верувајте, овие се соживеани со железница. Ние сите сме дете на железничар или што ја сака железница. Меѓутоа другата страна немаме. И затоа јас сега ова состојба што е моментална неисплатена плата за месец февруар со колегите веќе разговараме да се седни, ако не им треба нека не се вози, какви комитенти, какви бакрачи. Еднаш кога да се договориме како ти работиш на работа, не си земал плата за февруар на ова скапотија. И некој бара да гледа возот кај оди, што оди. Па како ќе гледаш? Дали се способни овие луѓе да работат? Поготоа што се директно вклучени во железничкиот сообраќај. И како што кажав, оваа прилика ќе искористиме, ќе ги замолам колегите еднаш за секогаш да се седни на највисоко ниво во државата со премиерот и да кажат што со железница. Не може ние, па вратете се назад секој месец. Еден синдикат штрајкувал за плата, друг штрајкувал. Ете имаше директорот на инфраструктура интервју сега неодамна и рече дека фокусот е во изградба на пругата кон Бугарија. Во ред, ние го поздравуваме тоа. Дај Боже нека има. Конечно таа пруга кога се запослив се гради за Бугарија, меѓутоа сега гледаме дека има некое придвижување. Дај Боже нека се направи. Али јас се запослив 30 години. Нема тука малку апсурдна ситуација кога ги укинуваме возовите до Кочани, до Кичево, до Приштина, до Гевгелија, до Солун, до Белград, да ја градиме пругата кон Бугарија? Видете, Зошто би возеле кон Софија ако немаме воз кон Кичево или кон... Ве сваќам што е, меѓутоа за државата, за железница, за железничарите, ќе биде убаво тој дел. Не е приоритет да се сменат праговите кои не се заменети половина век? Да, меѓутоа како што слушаме голем процент на пари се дадени грант или као помош и треба тие средства се искористат. Али жално е сега значи пазите зашто да не може истовремено и да се гради пруга и да се реконструира пругата. Државата треба се заинтересира. А гледате што прават они какви што се интересираат? Баш како тоа сега бидејќи како синдикат имаме вработени и по кога преговарате како синдикат, кога преговарате или на социјалниот совет или со раководството на компанијата, велите ли дека приоритет треба да биде реконструкција на пругата? Кажуваме, ете гледате што се случи. Па еве сега ние правиме напор, вика тоа не е ваша работа. Кој ќе биде директор, кој ќе биде ова, кој кај ќе насочи министерството, не е ваша работа. Што е наша работа, работиме без пари и затоа кажав, ова прилика ви гарантирам ќе искористиме. Нема, ќе ги замолам и колегите, бидејќи после да не викаат што правиме. Овај застој што го почнаа колегите, може треба да се приклучат и нашите од инфраструктура, да се вклучиме сите заедно и да разговараме на високо ниво, да се каже што со железница. Ова веќе е оставено на не знам, не сакам да шпекулирам, меѓутоа гледате што се случува. Не инвестирано, менуваат директори. Нема човек во владата, во Министерството железничар кој што ќе каже луѓе, чекајте кога правиме стратегија за оваа година. Во ред патишта, во ред еве сега гледаме како сакаат да градат патишта, тоа посебна приказна како се кршат работничките права. Буквално ова што вчера го слушаме дека владата потпишала дека мора да се скрати. Сега одиме можеби од тема на тема, меѓутоа и ова е во прашање за работничките права. Значи пазите владата му дала гарант на инвеститорот НК и Бехтел, како се вика, дека ќе го смени законот за работници, ќе може вработените да работат прековремено, а ако не државата ќе плаќа пенали. Па луѓе, па доста веќе мислам џутиме на многу работи. Колку време сте машиновозач во Македонски железници? 8 години сум машиновозач, со вкупен стаж од 21 година со бенефиција. Како беше состојбата кога се вработивте, каква е сега? Може да направите паралела? Како изгледа ваш работен ден? Има разлика голема, значи кога сум се вработил во 2007 година, значи тогаш работеше и пругата беше со редовна брзина, немаше бавни возења, сигнализација работеше, отправници имаше во доволен број, машиновозачи имаше доволно, извршен персонал, имаше доволно кондуктори, маневристи, значи све си беше како што треба. Сега моментално е во катастрофални
услови. Сега нема сигнализација? Сега, па право да ви кажам, од Гевгелија до Табановци, рачунајте дека пола пруга сигнализацијата не е исправна. Цело време по фонограма работиме, по телефон, поминуваме на црвен сигнал. На ризик, значи. На ризик. И 60% од пругата од тој дел што го кажав од Табановци до Гевгелија со 20-50 брзина со бавни возења. Добро, кога возите 50 км на час, не е бавна брзина ако е сигнализацијата, ако вели црвено. Значи треба да застанете, меѓутоа вие му верувате на отправникот кој на телефон ви вели фонограма мора, тоа е по пропис, по правилник. Ако не работи сигналот, има право отправникот, телекоманда по фонограма да ми даде тој и тој сигнал. Може да го поминете, патен премен, неисправен да се обезбеди, со таа и таа брзина, например, со V25 може да ни даде да возиме и така. Кој дел од пругата до Гевгелија е најтежок за машиновозачот за возење? Моментално од Јане Сандански до Велес, целата пруга е со 20 бавно. Значи возот од Скопје до Велес 2 сата, 2,5 сата патува. Тоа е бавно, а кој е најпроблематичен? На кој дел од пругата треба најголема концентрација за машиновозачот за да помине безбедно возот? Некаде од Зелениково до Велес и од Кукуричани према Неготино. Најризичните места се. Клисурата, да. Зошто не работи сигнализацијата? Зошто дава погрешен сигнал? Па, што знам, со колеги отправници што правиме муавет од Телекоманда, вика за старена технологија, до временски услови, топло, врнежливо, ланно, ти реков ме рече тоа. Одговор. Добро, еве, Локвенец во интервјуто вели праговите не се заменети и половина век и тоа не е состојба само во Македонија, туку и во соседните земји, па дури во земји од Европската унија, што не е за утеха, бидејќи секоја земја треба да си гледа за безбедноста на сообраќајот дома. Што освен праговите, имате ли информација кога последен пат е тапкан каменот таму или кога последен пат се менувани прагови од не само прагови туку и шини? Точно. Видите, значи има во инфраструктура има одредение кој се вика ЗОП за одржување на пругите и тоа секојдневно нашите колеги испитуваат. Зашто не дај Боже до сега ако не се испитувало, не се водело рачун и ова последнава што е значи забрана. Знаат они на неколку пати летно време кога висока температура се мерат шините зголемено, се намалува брзината на возење. Значи како што кажам, нашите колеги сакаат максимум прават, верувајте. Меѓутоа мора државата да го одврзи кесето, не може да ја оставите женица. Вие го прашавте Тони, работи 10 години женица, да ме прашате мене, јас кога сум се вработил пред 30 години, знаете што беше железница? Ајде направете и вие паралела, па каква беше? Што паралела ова кога да сме, не знам веќе како од еднашка да живееш, не знам каде и да те стави некој канал. Од секакви удобства. Па не од еднаш 30 години поминале. Постепено, за жал, значи 30 години помина, место ние да одиме напред, се вративме назад. Воз за Белград, па дипломатска сала имаше на женска, па министри, председатели со воз, спални коли, кушет коли до Германија, до Минхен, Штутгарт, Келн, Дортмунд, кај немало возови имавме. Јас студирав во Белград, благодарение за дека има воз, имавме железничка карта бесплатна. Тоа беше наставница. Сега доаѓа деца, сега прашуваат ќе дојде нека наставничка учителка од градинка, буквално воз нема кога да дојде да видат децата што е воз. Ова е жално. И некој упорно со последниве потези, затоа е ваков ремонтот 3 години, 3 директори. Па чекајте бе луѓе. Па ние до кога не лажевте? Трпете трансформација, ќе водиме напред, не знам што, избркаа колеги, штрајкувавме, знаете какви протести, глупости све правевме. Не убедува дека ќе биде добро и сега еве на што се световме со 20 км на час. Ние ли сме виновни? Еве велите има во компанијата оделение за одржување на пруги и дека тие секојдневно работат, а директорот вели вака: цитирам, свесен сум дека фрапантно изгледа намалувањето на брзината на 20 км на час, меѓутоа можам да ви кажам дека тоа е резултат на советите на експертите и инженерите кои работат долги години во македонски железници. Ваквата одлука е поврзана со информациите од машинското мерење на пругата направени после многу долго време, после 10 годишна пауза. Зошто 10 години не се мерело? Не, дека не се мерело. Сега има некоја мерна кола што е дојдена, да кажеме, од Бугарија е дојдена и сега така како по-нова технологија проверува. Иначе сега да не биде дека ние знаеме, разговарат колегите, не може до вчера се возело 80 км на час, а од еднашка 20. Разбирате, која е тоа логика?
Ако не дај Боже било таква каква што е, меѓутоа ние го поздравуваме тоа, безбедноста е на прво место. Ако ча технологијата оди напред, ако кажат 20-20, меѓутоа зашто некој не вика вработените мерат секој ден работа? Зашто некој нека 50 години што правеле по еден праг да менува годишно, не знам по 1 километар, до сега че одевме 200 на сат, 200 на сат че се движа возовите. Значи како што кажав, колегите се на работа. Сега да кажи владата возови пуштаме за Кичево, за Белград, ако некој рече нема не знаете тоа да го спроведете, нека го покажат прсто према вработените. Велите комитентите, компаниите за кои возите и главно железничкиот сообраќај во Македонија е оставен на транспортниот, генерално отпаѓа поголем дел, бидејќи ретко кои од луѓето се поретки се патниците во возовите за жал. Приходи се добиваат од теретниот сообраќај. Така, Иначе од товарниот сообраќај и најголемиот приход, меѓутоа сега тие компании за кои возите вие трпат милионски штети. За овие 10 дена по 100.000 дневно беа отприлика штетите на големите компании за кои возите. Кој ќе ги сноси тие штети, државата? Значи, повелите не. За тоа не можам да кажам кој ќе ги сноси штетите, него ние си ги бараме само основни средства за живот. Значи тоа се по закон што ми следува плата и патни трошоци. Не бараме ние преку леп погача. На друг начин, новој начин, ако не ја побараме платата, значи тие нас нема да ни дадат 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 6 месеци може. Некој треба да одговара, ама треба некој од тие што не водат да одговара, да рече чекај, што правиме? Дај да видиме со железница што се случува. Велите дека е алармантна и состојбата со недостиг на кадар. Што најмногу недостига? И на кадар, и со влечни средства, и гарнитури. Какви се локомотивите сега? Во каква состојба? Гарнитурите за патнички сообраќај, искрено да ви кажам сега, од 4 нови 2015 година што дојдоа, една е со 2 мотори и таа има и грејење и ладење. 2 локомотиви патуваат со по еден мотор, со кој што и климата летно време не работи, грејењето зимно време исто не работи кај што се возат патниците. Не знам, сигурно имаше и по телевизија сте виделе патници се возат, деца мали со чебиња. Мислам дека е катастрофална ситуацијата. И една од тие гарнитури не патува поради дефект. Како се одржуваат локомотивите? Ви кажав. Не, генерално мислев моторот, дали е во безбедна состојба локомотивата? Па, што ја дале од сервис како безбедно. Дали се сервисира редовно? Ама таа треба да патува со 2 мотори. Некој предвидел што ја произвел дека треба да биде со 2 мотори, не со еден. Значи со еден мотор. Колку пати оди на сервис таа локомотива? Има ли предвидено на колку треба се менува масло? Па секогаш кога се враќа од пат мора да оди на сервис. Значи одење од Скопје до Битола до Скопје мора да оди во сервис, па после Тоа се практикува? Да. Вие кога влегувате на вашето работно место во локомотивата, се чувствувате безбеден? Кога го пуштате во погон на возот и кога тргнувате на Па пат? да, околу кочењето, околу такви работи, да, се чувствуваме безбедни, ама околу овие услови за околу грејење, околу мотори, не дај Боже со еден мотор некаде останам дефект јас, како ќе се вовлечам до прва станица или до крајната дестинација. А со 2 мотори, еден мотор ќе искочиш, другиот ќе отидеш до крајна дестинација. Така, велите 40 машиновозачи не достигаат само? Сега, моментално, во ЖРСМ транспорт работиме само 32 машиновозачи. Со 32 машиновозачи ние го превезуваме целиот превоз со 32 машиновозачи. И патнички, и товарен. Сите машиновозачи последните години дена прават прековремени сати, што по закон машиновозач не смее да прави прековремени сати. Поради стресна работа, тешка и одговорна работа. Така. Што друго недостига? Велите и во инфраструктура има Да, недостасуваат отправници на возови прегледачи кои што се директно врзани во железничкиот сообраќај. И знаете што? Што кажа колегата, еден машиновозач, еден отправник да се отпреми, треба многу време да помини. Ние кога разговараме со директор, уште сега му кажуваме, директор се прави пруга према Бугарија. Дајте уште сега
викате за 4 години ќе биде готово. Дајте уште сега распишете паралелка од тој предел таму каде што се да има железничари кои што одма ако се пушти железничкиот сообраќај да бидат веќе спремни да научат. Железничар не се станува преку ноќ. Гледате каква одговорна работа кажуваат сите и имаат и сега плата не си земал. Мислиш дома децата дали јадене, дали струјата исклучил некој, ова и неодговорно несување. Ја тврдам, ова е неодговорно несување, некој нека провери железница наназад зошто е доведена до овој 4 години наназад бараме 40 машиновозачи да се вработат. Пошто машиновозач не се станува за 1 месец, 2 месеца, значи има процедура каде што треба да се стане машиновозач. За машиновозач да станеш треба година, дена, најмалце па може би и 2. И самиот колега треба да каже дали се чувствува способен да биде машиновозач или не. Ова барање го бараме за 40 машиновозачи веќе 4 години. Дури сега има согласност после 4 години за вработување на 40 машиновозачи. Сега конкурсот како ќе успее правна служба во транспорт да го спроведе, се надевам денови веќе искочи тој конкурс. Дали на сметка на недостиг на вработени машиновозачи од правници, регулатори на сообраќај, имате повеќе во администрација? Не, нема ни во администрација. Знаете што? Ова што кажа, значи, еве може Тони да потврди. Тврдиме дека има, на пример, превоз. Пазите, има превоз, возови спремни, нема персонал да се обслужи. Не во ред за персонал. Не во ред. Ова знаете што значи? Ова, на пример, како некоја компанија приватна и сега вие работите, од денешка ви доаѓа некој комитет, ви дава работа, еве ви работа да работите уште година, две, да имате нешто, разбираш, да мрдне фирмата напред. Ние им кажуваме, не се интересира. Значи, гледате како е оставена женица. Има превоз, значи има, може да се приберат средства, има вагони, луѓето молат, возовите чекаат по Прешево или во Идомени, нема персонал, нема машини да го спремен превоз, да земе компанијата пари и да вложи во нешто. Дали политичките партии во изминатите 3 децении не ги злоупотребува македонски железници за вработување на партиски заслужни кадри? Па имаше и такви, имаше, не може да се правиме луди дека не. Меѓутоа, како што кажав, они направија грешка што избркаа железничари, после прима и се одви. Ја немам ништо против, секој треба да работи, меѓутоа за железничар да се стани треба стварно да се. Не велам за железничари, велам за администрација. Дали имате прекубројно луѓе во тој сектор? Нема. Зашто знаете, све они што ќе сработат било кој треба некој да израчуна и плата и да се плати фактура и било што. Во оваа состојба што ја опишувате, можно како закана постои Србија и Грција да ја заобиколат Македонија, бидејќи ние сме на важен коридор север-југ. Ама еве на коридорот 10 и сега Бугарија може да биде таа алтернатива. Да, веќе компаниите претат дека ќе свртат преку Бугарија, ќе ги насочат возовите. Ама ако одиш ти со 20 на час, денеска луѓето сакаат брз движење на имотот, на средствата. Не може да се заглават овдека Македонија. И затоа викам она што сега некој сака да не направи нас држава, Европска унија вложуваат пари и за ова, и за ова, и за ова, а одговорност немаме никаква. Некој мора да сноси одговорност, не само женица, било каде. Оставено е све, јас сум сега директор, после си одам ми е гајле што ќе се случи. И тврдаме јавно и на нив сум го кажал и па ќе кажам. Онај момент кога во железница се дозволи директори што не се железничари, ние ја фатив бутилницата. Бидејќи знаете што ја ако сум директор, секоја чест не можам сите да ги ставам во тој кош, има луѓе кои што сакаат да направат, меѓутоа од политички причини ма ги менува. Јас кога железничар би бил директор, имавме такви случаеви. И политички партии знаат дека кога ќе дојде промена на власта, ќе го сменат, тој треба да остане со нас тука и ќе го гледаме ти што правеше како и се грижаа за железница и ја сакаа железница. Кога се дозволи да доаѓаат луѓе од надвор, тој не знае што е, не видел воз, директор го ставиле пред 10-15 години, не знам што. Помени, замени, искористи, знаеме што, како сите гледаме и никој не одговара ништо и мора еднашка да се стави крај на ова, не само железница, ништо не функционира во држава за жал. Крај мора да завршуваме. Последно, ако не бидат исплатени денеска платите, велите бојкот, се уште штрајк. Што е следно? Еве, може би и платата за февруари ќе биде исплатена, но железница ќе продолжи да тоне натаму. Што планира синдикатот? Синдикатот планира овој застој што го направија колегите машиновозачи да продолжи застојот и понатаму, да седнеме со владата како најодговорна и да каже што планира со железница. Вака не може. Плата за февруар, еве денеска ќе дадат, како што кажав, нека не помислуваат, значи само да исплатат на едното предпријатие и на другото не, џабе ќе биде, нема да се одвија железничкиот сообраќај. Тврдам, значи познавајќи ги колегите што се во инфра и да седнеме да видиме што со март, што со април, што со безбедност, што со ова, што со стратегија во железница. Нека се направи некое тело што стварно ќе функционира и без разлика кој да дојде утре на власт, тоа тело си продолжи да работи, железница останува, не носи партијата која ќе изгуби во опозиција со себе.
Предпријатието е тука, возовите се тука, само некој треба да направи стратегија и да каже кој каде ќе се движиме. По кој Димовски, правец. Ристевски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам. на Телма. Да, почитувани, благодарам за вниманието со кое не следите. Еве ги во студиото се враќаат Ненати и Кате, а одиме и на лице место со Марија. Следете ни натаму.